Време е за нашата утринска тема, во утринска на Телми, во овој стандарден термин во кој што обработуваме теми кои што се и во фокусот треба да бидат и на теми на кои што им обрнуваме внимание, се со цел малку повеќе да се запознаеме, па и да информираме. Денеска нашата тема рековме дека се македонските ски центри, поточно што е она со кое што Македонија располага, кои се капацитетите и зошто години наназад овие капацитети не се целосно исполнети, што е она што го спречува цел тој развој и зошто по повеќе години примери од соседните земји кои што брзо напредуваат и одлично функционираат, не успеваме да земеме пример па да бидеме и такви кај нас македонски ски центри кои што ќе бидат привлечни и за туристите од страна. Маврово, Попова, Шапка, Крушево, Пелистар, Кожов, Пониква, некогаш успешни и посетувани локации, но денес за жал не ја уживаат таа популарност. Маврово можеме да го споменеме како една позначителна посетеност како зимска дестинација, но поголемиот дел од останатите зимски дестинации кои што имаат капацитети, но сепак недоволно исполнети и недоволен развој на зимскиот туризам, па и функционираат со тешкоти. Граѓаните поише се одлучуваат за надвор отколку за кај нас. За сите овие работи, предизвици со кои што се соочуваат македонските ски центри ќе зборуваме во продолжение со нашите денешни гости кои што ги имаме од два, па да речеме прилично главни кај нас. Да, двата најголеми скијачки центри кај нас во земјата, господинот Васко Арсовски, кој што е менаџер на ски центарот Заре Лазаревски во Маврово, ние тука во студиото. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро е. И за скоро ќе го поздравиме господинот Абдулгани Али, кој што инаку е новиот директор на ски центарот Попова Шапка и со него се разбира за тоа што се случува во Тетово, поточно во тој скијачки центар. Васко, ќе започнеме, само да го поздравиме. Добро утро. Поздрав и до вас. Добро утро. Се слушаме одлично и се гледаме, со вас ќе се поврземе на еден ваков начин да може да видиме каква е состојбата и во ски центар Попова Шапка. Така е, да. Елена пред малку во метеото ни откри дека и викендов кој што ни следува ќе имаме врнежи од снег, а со оглед на тоа што на вистина Скопје важи за еден од, за жал, позагадените градови, верувам дека голем дел од луѓето гледаат барем за викенд да избегаат некаде на планина и тоа е убаво кога ќе се направи една убава гужва позитивна на во скијачкиот центар Маврово. Од друга страна пак проблемот со автомобилите е друг проблем, ама и за тоа ќе коментираме. Би сакала Васко со оглед на тоа што во оваа 2024 година, иако сме лили на прагот на новата зима, би рекла, сепак со паѓањето на првиот снег скијачката сезона е веќе започната, но да кажеме каква мината ски сезона имавме со оглед на тоа што на почетокот од оваа година ја завршивме таа сезона, па би сакала чисто да прокоментираме како беше и дали сте подготвени за новата сезона која што ни предстои. Па изминатите две сезони имавме недоволно број на денови, да речеме, или на снег за да можеме да скијаме колку што сакаме. Оваа година се надеваме дека ќе имаме подобра сезона. Веќе сезоната е започната на Маврово, веќе два викенда се обвива. Се надевам и сум сигурен дека ќе се работи и овој викенд, затоа што очекуваме и во петок попладне, значи или навечер да имаме снег. Терените се веќе спремни, значи тој снег што падна го задржавме и го обработивме, така да од понеделник до петок во работни денови функционира? Си работим, да, секој ден работи најнормално како чим потпаднал снегот. Кои што можат да додат преку работна недела, кои што не сакаат поголеми во принцип се претежно млади студенти или ученици, луѓе од локалниот дел, значи од Гостивар, од Дебар, така да со мал број, меѓутоа центарот работи нонстоп. Се додека има можности, значи максимално се искористува снегот. Задоволни сте со почетокот на оваа сезона? Во принцип да, затоа што релативно рано почна сезоната и минатата година исто имавме така крајот на ноември, меѓутоа имаше еден топол период кај што бевме застанати до Божик, да речам. Сега се надевам дека сето тоа ќе биде окей, затоа што снегот што е паднат и што е задржан е доволен за да може да се скија на Маврово. Ке се поврзаме сега и со директорот на ски центарот на Попова Шапка Абдулгани Али, кој што ги имаме, рековме, онлайн или вака на видеокол, се надевам се што го имаме, да. Абдулгани, може ли да слушнеме каква е состојбата сега во ски центарот Попова Шапка, што во моментов се случува, дали и кајава започна сезоната, колку има снег, дали е доволно тоа за оние кои што сакаат да ја посетат Попова Шапка и вие како релативно нов директор, што е она со кое што се соочувате? Попова Шапка, односно овој ски центар со години е веќе во голем број предизвици. Здраво. Ние као ново раководство, значи
у петок претходниот сме го пуштиле сезоната, има снег добро во оваа шапка, сме се ангажирале да има подобри услови за луѓето и очекуваме подобра сезона од другите години. Во моментов функционираат жичарите, функционира ски центарот? До нашето доаѓање, значи до ски центарот не функционира жичарите, немаше технички прием, па ние за еден месец се ангажиравме со луѓето од надвор што работаа на ски лифтовите, па дојдовме во можност да го пуштиме и сите жичари не работат. Значи во моментов сите жичари се во функција и може да се дојде на Попова шапка да се ужива во снегот и во зимските спортови. Каква е посетеноста овие денови со оглед на тоа што снегот веќе го имаме неколку викенди поред? По овие денови има посетеност, не као за викенди, ама има посетеност од млади, од студенти, почнуваат да доаѓаат и странци, гледам се интересират, добро е. Да. Останете така на линија, Благанија, ние ќе продолжиме и со она кое што е следно и е повторно еден важен момент кој што би било добро да го споменеме. И ски центарот Зара Лазаревски со години исто се соочува со различни предизвици, туристите за нешто ќе ве пофалат, односно посетителите и домашни и странски кои што доаѓаат, за нешто ќе пофалат, за нешто ќе најдат замерка или ќе бидат критични и веројатно сакате тоа да го спроведете, да го поправите и да се подобрите. Од друга страна, не секогаш тоа зависи само од вас, ако зборуваме и за поддршката која што треба да даде и општината, па и државата. Сега во тој поглед како да работите? Пред се, значи, поддршката треба да биде од државата. Општината која што е помала општина со финансиски оддел кој што го има, да речем, пак не соодветствува со примањата што ги добива од самото Мавро. Така да, за да функционира ски центарот како основна работа, ние можеме тоа да го изработиме. Меѓутоа, за некоја поголема инвестиција или за некои промени во самиот ски центар, сепак бара поддршка од државата. Се работи за големи средства, кои што како приватна фирма се тешко остварливи, значи од самите банки не може да побарате, што ја знам, 10-20 милиона евра. Значи, сепак државата треба да излезе во пресред, поготово што како пример не е само нешто ново, него тоа се случува во цела Европа. Значи, само како за пример, минатата година Словенија подели 150 милиона евра на сите центри во Словенија, затоа што центрите беа исто, значи, стари како што е нашиот центар, меѓутоа за да конкурира на Европа, односно на Италија, Австрија и на сите центри што се во околината, државата на сите тие, без разлика дали се работи за приватни или за државни или за акционерски друштва, беа на располагање 150 милиона, каде што подеднакво беа распределени? Зависи од потребите кои што каде што, нели, исто како што и овде се случува, со тоа да имате 20% своји средства за да можете да направите некаква инвестиција. Тоа се убави пари, да речем големи пари што за Македонија нели се тешко сварливи, кога би имало бар 10% од тие средства овде да можеме да ги одвоиме, сигурно дека било кој центар во Македонија ќе најде начин како да ги подобри своите услови. Може само да прашаме колку добива општината од ски центарот? Па општината по разни основи, значи од самиот туризам добива многу средства, значи како национален парк има такса од секој спиење, од секој ноќевање во хотелите во Мавро, дека добива пари, значи целиот значи поврат, односно не поврат, значи самото ДДВ или сите други работи што се вработување и ресторани што работат, значи отстваруваат некаков приход кој што реално треба да оди во општината. Од сето тоа многу мал дел се прави како поврат затоа што општината не памтам што е последно инвестирано во Мавро, ако очекуваме дека треба да е дестинација која што за туризам малце бараат нели пошироки работи да се за жал сето тоа го нема. Основната работа која што општината треба да прави, треба да го чисти патот, да речеме, значи кои што тие тендери кои што се нели интересни во државата, се нешто се во јануари случуваат наместо во ноември, во декември. Така да првиот снег кога падна беа луѓето заглавени, нормално проблем
се соочуваме ние со проблем затоа што излегуваме дека ние сме виновни за целата работа, а не оној кој што треба го чисти. Така да за да луѓето стварно сака да дојдат и да се занимаваат, односно се дружат на Мавро, треба да барем најосновната работа да имаат чист пат. Да не се нервираат по пат. Па реално првиот викенд беше доста тензичен и нервозен затоа што патот беше комплетно ништо. Не само тоа, сметам дека и паркинг просторот е исто така уште еден голем проблем. Конкретно тука истото се случува и со Попова шапка, каде што знаат луѓето да бидат нели заглавени и да не можат буквално ниту да стигнат до саканата дестинација, ниту пак да се вратат, заради тоа што сега нели замислуваме семејства со деца и сето тоа е многу покомплицирано за разлика од младите кои што нели поедноставно се снаоѓаат. Верувам дека и тоа е ситуација на која што сето тоа е нешто што треба значи пошироко да се размислува и да се прави, значи сепак бара поддршка од државата и од општината. Ние како центар да речеме кој што стопанисува со сето тоа, имаме да речеме еден огромен паркинг кој што реално е исчистен секогаш, барем во нашиот дел. Но дали е тој доволен за капацитетот? Па реално не е доволен затоа што во викендите кога има веќе многу посетеност, тогаш нормално луѓето се паркираат под патот и делот према Никифорово и делот према Анови, така да представува проблем. Тој проблем Имате ли вие идеја или визија како тоа би можело да се реши кога државата би помогнала финансиски? Па реално сем да се прошират патиштата, значи да се направат дополнителни ленти кои што може да се паркираат возилата за да не пречат значи за самото движење. Друг начин не верувам дека може да се направи затоа што сепак се работи за планина и нема каде веќе да одиме. Така да. Не може многу да се работи со се работи за национален парк и тоа малце е проблематично затоа што за целото тоа урбано да речам планирање бара повеќе институции кои што треба да одобрат да одлучат. Да. Абдулгани, ајде да видиме за состојбата во Попова шапка, која што добро знаеме каква е, ако се осврнеме на минатите сезони, во однос на метажот да се стигне до таму, особено за викенд, да се најде паркинг, тоа е нешто невозможно. И сето тоа кое што го трпат сите оние кои сакаат да поуживаат малку на Попова шапка. Како вие гледате на решавање на тој проблем? Паркинзи од големиот паркинг пред станицата на полиција до паркингот горе во хотел Скардус и паркинг во хотел Славија. И имавме една средба со полицијата, тие да организираат подобро да се паркираат луѓето, ама и тоа е проблем бидејќи има многу посетители за викенд и пак има гужва. Тоа е нешто што има повеќе треба да се инвестира во паркинг, бидејќи не е инвестирано ништо. Пред некоја година се зборуваше дека ќе се гради гондола од Тетово, која што нели ќе стигнува до Попова шапка, па тоа би било еден олесителен момент за нели малку растеретување на таа гужва. Имате ли можеби како нов директор информација што се случува околу тоа? Сега немамо ништо информација во врска со тоа. Тоа било план меѓу претходната влада со инвеститорот. Од сега немамо ништо информација. Ние во ова време се трудимо да имамо добро скијање за луѓето, да работат ски лифтовите, да се потрудиме колку може да им пружиме услови на луѓето, бидејќи ние сме дојделе на многу краток период и немамо време со други работи да видиме. Колку е цената на ски картата во моментов на Попова шапка? Дневна? Да, за момент го изгубивме Абдулгани, ќе го исконтактираме повторно на кратко, ќе останеме со ова прашање. Може Васко да ни одговори за Маврово. Картата и за поволностите кои што ги имате во врска со ски картата, заради тоа што ни споделивте нешто интересно што функционира од минатата година и убаво да го знаат. Значи картата остана со истата цена како минатата година, 1500 денари е дневната карта за возрастни луѓе. Така да со истата карта или со истата годишна карта која што имаат нашите претплатници, може да скијат во центрите во Црна Гора, Босна и во Србија. Значи се работи за Копоник, Стара планина, Колашин, Јехорина. Ова е веќе втора година како тоа функционира, така да со самата најава дека ќе одат тамо, добиваат од нас документ со кој што се потврдува дека се наши
предплатници да речем и што тамо добиваат добиваат тамо 3 дена, значи еден викенд скијање бесплатно на нивните терени. Сега велите соработка со земјите од соседството, што е со скијачките центри во нашата земја можеби? Дали имате некоја таква соработка во Попова шапка и со останатите помали? Со Попова шапка веќе 2 години пробуваме да направиме иста таква соработка која што реално е поедноставна, и блиски, да истата карта важи и таму и овде, така да без разлика дали се работи за наши или за нивни овако скијачи. Меѓутоа за сега немаме одговор од таа страна, така да се надевам дека ќе оствариме една таква средба и дека ќе може да со истата карта скија. Да, и јас се надевам дека ќе го оствариме понатаму контактот со Абдулгани Али, директорот на Попова шапка, за да може да слушнеме од таа страна зашто нема договор. Дали тој е запознаен со тоа како нов директор и што е тоа кое што тие го размислуваат на тој план, го немаме уште, ќе го добиеме за кратко. Веројатно е ова една, да речеме, тема која што се привлекува низ години, ако се осврнеме на оно кој што го прават соседните земји во своите ски центри, почнувајќи од многу работи во ски центрите кои што се привлечени за нашите граѓани. Изборот најчесто го прават таму, иако викенди големо нив се и во Маврово, но за зимување често се прави или изборот Кополник или Банско, Боровец. Нешто што ние како пример од соседството и нешто кое што реално имаме капацитет да го реализираме, кажавме кои се и дополнителните причини зашто тоа не може баш така, иако години се во прашање, но конкретно за основните работи како што е жичарата во Маврово, која што е прилично страшна, да речеме, во однос на безбедност и сите тие страшна не е, затоа што личи старо, меѓутоа страшна не е, затоа што технички секоја една жичара се проверува секоја година, така да што се однесува до тој дел нема никаков проблем, да речем, затоа што сето тоа е на ниво кога треба да се оствари, значи во летните периоди се остваруваат тие прегледи и инспекции кои што мора да поминат за да добиеме техничка согласност за да се смени, да речеме. Како инвестиција се работи за огромни пари, тоа претпоставам дека мал број од гледачите го знаат. Значи, ако збориме за оваа гондола што ја зборите Тетова шапка, претпоставам дека испод 30 милиона евра не е. Па сега малце тој што разбира бизнис, ако ги подели 30 милиона евра со сето одржување, на колку години таа треба да се исплати за да се постави и за да се вратат некакви средства од сето тоа. Така да се работи за големи пари и реално треба помош од државата. Значи, ако може една Италија, Австрија, Швајцарија, па и Словенија да одвојуваат средства, значи е нонсенс да разговараме дека некој приватен може да одвои тука и средства и да направи некаков голем центар. Значи истото се случи во Бугарија, во Банско. Значи Банско како центар кој што беше поназад и од Маврово, сега е центар кој што, значи, меѓутоа тамо се веќе во милиарди, не во милијани, значи. Испод една милиарда не верувам дека е Банско. Суми кои што малци не и потешки да ги замислиме, така. Добро, Абдулгани ги имаме повторно онлайн. Не знам дали не слушнавте, еве накратко доколку не. Со господинот Васко споменавме дека има ски центарот Заре Лазаревски во Маврово, соработка со ски центрите во Србија, Босна и Црнагора. Да, важи билетот и за скијање таму во тек на викенд. Каква е состојбата, односно ситуацијата во Попова шапка по ова прашање и зошто покрај 2-годишно инсистирање од страна на ски центарот во Маврово за ваква линија и во Попова шапка, дали имате информација зошто не е реализирано и дали вие како нов директор имате намера можеби такво нешто да остварите? Видете, ја не знам за тоа ситуација што кажувате за овие 2 години, бидејќи вториот месец ми е на оваа позиција и за мене може да видимо да имамо добри односи со сите центри, колку што може да бидемо подобри, бидејќи секогаш ни требат и тие нас и ние им за да работиме подобро. Така е, да, бенефитот треба да биде генерално за сите, поточно за целата наша земја и ова се ски центри кои што треба да се општествено одговорни и да размислуваат и на крајот да делуваат во интерес на граѓаните, поточно туристите и посетителите, кои што сите ние сакаме да ги имаме во што поголем број. Васко, ски центарот Маврово е единствениот кој што има и топови за вештачки снег, така што ако немаме природен, колку тој може да го замени снегот и да понуди добра подлога за скијање во текот на сезоната. Значи, како инвестиција, ако збориме за Маврово, значи во делот наш, да речем, што ние го
работиме. Значи инвестицијата за оснежување, вештачко оснежување, е инвестиција која што исто бараше многу средства. Значи од веќе 3 години функционира и бачилото, новото бачило, значи тривкова колиба, која што порано тие што скија, ако знаат, беше баш колиба, сега е објектот некој 1000 квадрати кои што нели ги пружа сите поволности за скијачите да може да дојдат и да се чувствуваат убаво во планината. Системот за оснежување максимално е спремен веќе, затоа што веќе работеше минатата недела. Е потребен во ситуација кога значи немаме снег. Меѓутоа тој пред се бара услови, значи да бидат минусни температурите. Кои се условите да е тоа сакам Значи, да прашам? Еве кога немаме природен снег, а имаме снежна подлога, дали топовите треба да функционираат од време на време за одржување на снегот? Генерално да, во сите услови кога нас не треба снегот, ние ги вклучуваме, меѓутоа пред се мора да имаме минусна температура, најмалку минус 5 степени и влажност, значи не треба да биде голема влажноста на воздухот за да можеме да буквално да произведеме снег, значи не се работи за хемиски производство, се работи најнормално производство на прскање вода под висок притисок со воздух која што треба да настане снегот. Така да имаме реакции на некои луѓе кои што нели мислат дека може и на плюс 5 да работи оснежувањето. Ние ги покануваме да пробаат дали може се така во да. реалноста значи, да се очекуваме овој викенд, значи и покрај тоа што ќе има снег, дека ако е минусната температура, значи доволна за да работиме, ние сакаме да направиме што повеќе затоа што тој кога ќе се измеша со природниот баш е добра подлога за скијачите и за самото скијање затоа што ќе се задржи, се надевам, дури до мај месец. Да. А Булгари, ние слушнавме колкава е цената на дневната ски карта во Попова шапка. Ако може да ни информирате? Дневната ски карта во деновите, работните денови е 1100 денари, значи се наплаќа 1500, 400 денари се враќаат за картичката, а во викенд е 1700 денари, значи 1300-400 се враќаат кауција. Она кое што на Попова шапка, меѓу другото, исто е предизвик и оние кои во минатите сезони биле, е, да речеме, прилично безбедноста за оние кои и скијаат и кои што можеби се движат тука од околу или прават некоја мини прошетка. Се оние неконтролирани санкачи, како да ги кажеме, туристи, луѓе, посетители кои што се санкаат и кои што нели така малку хаотично низ патеките се движат. Веројатно и ова го имате во предвид во однос на безбедноста. Видете, со санки има луѓе што идат на по доле што е местото, значи до црквата, што има повише луѓе. Значи скијачите повише ги имаш на другите патеки, таму немаш скијачи, тешко се наоѓаат, по ние исто така и за тоа се трудиме, имаме луѓе кои излегуваат на контрола да нема проблеми за луѓето. Добре. Да, на вас некаде сме пред крајот, би сакала да прашам вие лично колку години скијате и дали низ годиниве се почесто среќаваме скијачи, бурдери кои што, како велат, паудер скијат или бурдаат, односно одат надвор од скијачките патеки. Дали што советувате за таквите страствени уживатели на снегот и зимските спортови и колку нели тоа е малку понебезбедно, нели доколку излезат надвор од стазите, но доколку нели се случи не дај Боже нешто, дали имаме тим за спасување кој што во секое време функционира, како да се или кој број треба да го свртат оние кои што за жал може да се најдат и во некоја таква ситуација. Доколку на своја лична одговорност излезат надвор од скијачки патеки. Секако дека постои служба, значи служба за спасување, значи кој што може да пружат и прва помош одма. Секогаш постои доктор кој што е присутен секој ден во Маврово, така да доколку се случи некоја немила ситуација, а ги има, можам да речем секојдневно, поготово сега во периодот што престои кога ќе се зголеми бројот на самите скијачи, така да како дел на спасување, да речем, сме максимално, значи, спремни. Дури минатата недела имавме и вежба со припадниците на армијата, на војската, подготвуваме една таква вежба каде што ќе бидат присутни, нели, од сите категории на луѓе кои што при евентуални такви случаи би требале да учествуваат, значи спасување од цајли, од самата гондола од цајли, така да
Во тој дел, значи, се работите како што треба, значи немаме такви проблеми. Околу делот на самото обезбедување на ски центарот од несакани работи како што се возење на санки и на АТВ-ња по стазата, нели, е строго забрането, значи во периодот кога што е, така да генерално не очекуваме некои големи проблеми и сме спремни за самата работа. Ке скијате годинава? Или веќе скијате? Као и секоја година веќе, значи, така да малце еден период имавме пауза, ама поради самата работа морам да малци тоа да го проверам. Уште едно прашање за крај за Абдулгани во однос на исто така спасителна планинска служба во зимски услови во на Попова шапка и што е она што можете да им го порачате на гледачите за престојната сезона во ски центарот Попова шапка како една покана во престојниот период? Исто така и ние као ски центар имамо екипа за спасители и амбуланта која седи секој ден повише од работните денови кога нема луѓе обуќен, кои имамо и амбулантата горе. Имамо спасители кои се пружат прва помош за луѓето ако има некој проблем, бидејќи као што кажа и колегата, како што доаѓа повише сезоната, повише има повредени луѓе. И ние им порачаме на луѓето за време на магла да не идат на места каде што не се гледа. Тука е тоа проблемот, ама ние исто со спасителната служба сме ги вставиле мрежите таму каде што да не идат ни скијачите бидејќи има проблеми. Така е, да. Ви благодариме многу за вашето вклучување. Ги споменавме сите овие клучни работи кои што придонесуваат за една успешна ски сезона. Се надеваме и ние како граѓани, нели, сите ние сакаме да поидеме во некои од скијачките центри, да не ги даваме парите надвор, да ги даваме тука дома и да уживаме. Се надевам на подобрување на сите услови, со оглед на тоа што навистина како земја Васко ќе се служите, имаме огромен потенцијал. Планинска земја сме и навистина жалосно е ако не ги искористуваме максимално потенцијалите кои што потенцијалот го имаме, меѓутоа бара поддршка малце поголема. Така е. Ви посакуваме успешна ски сезона. Се радувате секогаш нели на снегот и го посакувате. Се надевам дека ова ски сезона ќе биде многу подобра од претходните две кога нели некако се молевме снег да ни падне. Па веќе го имаме и мислам дека ќе го задржиме и ќе очекуваме повеќе. Да, ви посакуваме успешна сезона за оние кои што сакаат да започнат да учат да скијат. Има и ски школа во Маврово и тоа може да се реализира на тој начин. Има и за изнајмување, така да не е никаков проблем за тие што ќе решат да дојдат. Да. Ви благодариме многу. Абдулгани, ви благодариме и на вас за ова вклучување и ви посакуваме успешна сезона и се разбира како нов директор да веруваме дека некои проблеми со кои што се соочува центарот ќе може да се сменат па и да се подобрат условите.